Благодарам, председателе. Почитуван колега, јас ќе го поддржам ова законско решение и благодарам на заменикот министар што се осврна на одредбите во законот и мислам дека со тоа се расчистија дилемите и апсолутно сметам дека вредносно кога зборуваме, овој закон оди во прилог на повеќе на средната класа и социјално ранливите категории, кои што за жал кај нас некои немаат сопствено живеалиште, а не оди во прилог, и тоа е добро, на олигарсите кои што имаат по десетици не само станови, туку и згради, деловни објекти и така натаму. Така што, за да постигнеме социјална правда и намалување на нееднаквоста во општеството, мора да се воведат вакви законски решенија кај што оној кој што има повеќе објекти, кои што дополнително не ги ни користи, туку стојат и пропаѓаат, ќе плаќа поголем данок. И така е насекаде во западноевропските држави. И затоа тие имаат солидна средна класа и затоа се намалува тој индекс на нееднаквост. И дополнително сакам да се осврнам на ова, бидејќи мислам дека имаше едно истражување дека околу 5000 стамбени објекти и деловни објекти само во Скопје се едноставно неискористени. Никој не живее во нив, никој не ги користи, а кириите се уште премногу високи. Кон што укажува тоа? Значи дека само некој што е олигарх, не средна класа, што имал толку многу пари да изгради толку многу станови на сопствено име, и потоа дури ни да не ги издава, значи и трошоците за одржување, не знам јас од каде ги плаќаат. Еве, објаснете ми како некој може да има 5 згради кои што седат празни и деловни простори и да плаќа за нив одржување и данок и се, а да биде припадник на средна класа. Значи не е така. Не е така и мислам дека точно овој закон, што е за мене важно, е во прилог на намалување на социјалната нееднаквост на граѓаните и дополнително поддржувам што тој данок ќе оди во прилог на на сметка на општинските буџети. Затоа што сите зборуваме дека треба децентрализација, дека треба општините начинот на финансирање да им биде сменет, да добиваат повеќе пари од даноците, и тоа е така, и да не се финансираат само од градење на објекти. Знаете, не може од една страна да велиме нека да се сочува јавниот простор, да имаме зелени површини и така натаму. Општините сите укажуваат дека имаат потреба од повеќе дополнителни средства, да не се зависни од уплатата на комуналии за градење. До кога ќе градиме во оваа држава и ќе го затвараме секој јавен простор? Благодарам.